Јавното предпријатие Водовод врз основа на финансиските извештаи за работата на предпријатието бележи добивка во првите 9 месеци од годинава во износ од 3.100.000 денари. Од овие средства 2.900.000 денари изнесува добивката која произлегува од работењето на предпријатието само во периодот од 1 јули до 30 септември годинава, што пак значи дека речиси целата добивка е од работењето во последните 3 месеци, вели претседателката на Комисијата за финансирање и буџет Валентина Младеновска. Образложувајќи го извештајот пред советниците, Младеновска рече дека за првите 9 месеци јавното предпријатие Водовод ги намалило приходите за околу 1.600.000 денари во однос на истиот период претходната година, но и расходите за околу 31 милион денари во првите 9 месеци. За периодот 1.7.39 јавното предпријатие Водовод искажало помалку приходи за околу 1 милион во однос на истиот квартал, третиот квартал 2020 година. Најголеми изголемувања во првите 9 месеци расходите се намалени за околу 31 милион денари, што во најголем дел се должи на непостоење на расход за камата по кредитот на Европска банка за развој, кој што е вратен во минатата 2020 година. Додека за периодот 1.7.39 има зголемување на расходите за околу 2.300.000 денари во однос на третиот квартал 2020 година. Најголеми зголемувања кај расходите се искажани кај поштенските, телефонските и интернет трошоците, кај останатите трошоци на вработените и кај надоместите на трошоци на вработените. Обврските кон добавувачи на 39.2021 година се намалени за 3 милиони денари, а поборувањата од купувачите на 39.2021 се зголемени за 16 милиони денари во однос на 39.2020 година. Советничката Елена Доцевска-Божиновска истакна дека Водовод работи домакински, односно нема издвоено ниту еден денар за ставката за дневници, службени патувања, ноќевања и патни трошоци, како во првите 9 месеци од годинава, така и во изминатата година. Лично, во состојбата економска во која што се наоѓаат и јавните предпријатија и државата целокупно, сметам дека токму вака треба да се работи доматински, да се води сметка таму каде што нема потреба да се одлеваат средства од граѓаните, истите да не се одлеваат. Делот за трошоци за репрезентација исто сакам да го потенцирам како светол пример, од причина што за 9 месеци се потрошени 47.000 денари, споредбено со претходната година скоро исто 47.831 денар. Тоа што го потенцираше претседателката на комисија, каде што треба да се обрне внимание, поштенски услуги, телефонски услуги и интернет, споредбено има големо отстапување, споредбено со претходната година, за 3 месеци биле 309.000, оваа година се 1.100.000. Сугестија само да се внимава, како што кажав, да не се повторувам, на тие места, на тие ставки, каде што нема потреба и каде што може да се заштеди. Да гледаме максимално да ги штедиме парите на граѓаните. Како што ви споменав на комисијата, 2018 година имавме договор со Пошта, кој што еднократно од нивна страна беше зголемени беа услугите за преку 100%. Значи од 12 денари добивме цена од 25 денари. Добивме 3 фактури за истиот тој период, кои што беа со новите цени, кои беа во износ од 500.000 денари. Истите фактури ги вративме. Коригирани фактури, значи добивме во оваа тромесечие, во 7 месец, и тие се прокнижени во овој финансиски извештај. Значи затоа се работи, нема никакво зголемување, туку тоа се работи само за оние фактури кои што се биле вратени 2018 година. Тримесечниот финансиски извештај на јавното предпријатие Водовод доби зелено светло од советниците.